Писателот едноставно се означува како старешина, односно свештеник. Начинот на кој тој се изразува покажува дека има одреден авторитет пред своите приврзаници. Тој се обраќа до избраната од Бога Господја и незините чеда, израз кој веројатно означува некоја локална црква и незините членови. Стих 1. Тој ги охрабрува своите читатели да живеат во вистината и во љубовта. Стих 1 до 6. Нив ги спротиставува на луѓето кои ги шират идеите аналогни на оние кои ги побива првото послание на Јован, стих 7 до 11. Тој завршува со најава за неговото доаѓање и пренесување на поздравите од сестринската црква, стих 12. Како и првото послание на Јован, така и ова ги повикува читателите да бидат постојано будни и да бидат истрајни во вистинската вера. Второ послание на апостол Јован. Глава 1. Поздрав. Од свештеникот до избраната Господја и незините чеда, кои ги љубам во вистината, и не само јас, туку и сите што ја познаа вистината. Поради вистината која пребива во нас и ќе биде со нас довека. Да биде со нас благодатта, милосрдието, мирот од Бог Отецот и од Господ Исус Христос, Синот на Отецот, во вистина и љубов. Заповед на љубовта. Многу се зарадував зашто најдов некој од твоите чеда во вистина, онака како што добивме заповед од Отецот. И сега те молам, Господјо, не како да ти пишувам нова заповед, но онаа што ја имаме од почетокот, да се љубиме едни со други. А љубовта се состои во тоа да постапуваме по неговите заповеди. Тоа е заповедта што ја чувте во почетокот, за да постапувате според неја. Антихристи. Бидејќи во светот влегоа мнозина измамници, кои не исповедаат дека Исус Христос дошол во тело, таков човек е измамник, антихрист. Пазете се да не го изгубите она за кое сте се труделе, туку да добиете полна награда. Секој кој оди предалеку и не останува во Христовото учење, го нема Бога. Кој останува во Христовото учење, тој го има и Отецот и Синот. Кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, него не го примајте во вашиот дом и не поздравувајте го, зашто кој го поздравува, учествува во неговите лоши дела. Поздрави. Вистина, имав многу да ви пишувам, но не сакав на книга и со мастило, зашто се надевам дека ќе дојдам кај вас и од устата да ви зборувам, та радоста ваша да ви биде полна. Ве поздравуваат чедата на избраната твоја сестра. Амин.